Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 40-45 минути ќе се обидиме да направиме анализа на се оно што се случува поврзано со коронавирусот и да направиме одредени политички анализи на можните разврски кои во наредните неколку месеци или неколку години ќе следат како одредено финале на целата ова пандемија на коронавирус кој се случува, дали влегуваме во нова светска ера, дали влегуваме нов светски поредок, нова биолошка војна, што се основите, што е суштината, што е содржината, тоа во наредните 30-40 минути. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Каде сме сега, почитувани гледачи? Кога бевме деца и кога одевме на одмор, тоа прашање постојано им го поставувавме на нашите родители. Кога ќе стигнеме? Кога ќе стигнеме до морето? И тие ни велеа само позади она планина, да стигнеме до планината и позади планината се наоѓа морето. И во меѓувреме поминува 1, 2, 3, 4, 5 планини. Каде се наоѓаме ние сега? Па само позади планината е решењето. Да стигнеме до планината и веќе ќе биде подобро. Од нас зависи дали ќе треба да поминеме 1, 2, 3, 4 или 5 планини. Колку брзо стигнеме до морето или до излекување од ова пандемија на коронавирус зависи од нас. Тоа што сме го правеле пред 7 дена го сркаме денес. Тоа што го правиме денес ќе осркаме за 7 или за 10 дена. Тоа е суштината. Знаете, за да може да ја разберете целата оваа ситуација, треба да знаете ли да си напикате во глава дека бројот 100 во овие експоненцијални растења на епидемијата или на пандемијата, значи бројот 100 е подеднакво оддалечен и од 10 и од 1000. За 7 дена 10 станува 100. За 7 дена 100 станува 1000. За 7 дена 1000 станува 10.000. За 7 дена 10.000 станува 100.000. Затоа е битно таа амплитуда да ја скратиме, за да може таа експоненцијална крива да ја ставиме под контрола. Ако тоа успееме да го направиме, тогаш брзо ќе стигнеме до морето, само да ја поминеме планината. Сега може да разберете што сакам да ви кажам. Ние сега се наоѓаме во епицентарот на целата криза, како во некој вулкан, како во средината на некој тајфун, врие, врти околу нас, се прекршува целата работа. Може би сега не изгледа тешко дека ние ќе излеземе од се ова. Може сега ви изгледа незамисливо дека без поголеми штети ќе излеземе од сето ова. Меѓутоа, знаете, најтемно е пред да изгрее сонцето. Значи, ние се наоѓаме сега во епицентарот на кризата, сега треба да бидете смирени, знам дека ви е тешко, знам дека сте исплашени, да бидете смирени, да правите се оно што ќе ви кажат, да бидете дисциплинирани и ќе излеземе од сето ова. Бидејќи сето ова мора на крај да заврши. Суштината е да заврши со што е можно помала цена. Гледате што во неделата се случи во Хрватска. Освен што Хрватска е погодена од ова пандемија на коронавирус, се случи силен земјотрес во Загреб. Загреб никогаш не бил трусно подрачје. Бил Скопје, бил, не знам, Дебар, Истанбул и така натаму, никогаш не бил Загреб. И им се случува земјотрес. Релативно силен земјотрес. Паѓа дел од Загребачката катедрала, символот на Загреб. Знаете, Хрватска чекаше години и години да стане членка на Европската унија. Па во мандатот кога Хрватска председава со Европската унија, се случува најголемата криза од постоењето на Европската унија во пандемија на коронавирус, и кога Хрватска председава со Европската унија, се случува падење или кршење дел од Загребачката катедрала, кој е символот на Хрватска. Овакви моменти ние треба да си го поставиме прашањето каде сгрешивме. Со што го имаме Бога налютен толку за вака да ни се реваншира? Нели треба да се преиспитаме што сме правеле изминатите 10, 15, 20 или 30 години? Каде оди светот? Може ли на начинот на кој оди да стигне до посакуваната цел? Може би ова е порака на отрезнување, на освестување, да се замислиме, да се запрашаме што сакаме да правиме, што ни е важно во животот, парите, среќата, здравјето, фамилијата. Кога секој од нас ќе се го постави тоа прашање, ќе се го даде одговорот на тоа прашање, тогаш многу полесно ќе ги најдеме решењата што сакаме да правиме, каде сакаме да одиме. Тука ќе ви пуштаме едно мало парче од интервјуто со Тома Фила. Мој пријател, мој голем пријател, исклучително интелигентен човек, говори за Охрид на крајот на Втората светска војна. 2 или 3 минути од тоа парче. Интервјуто со Тома Фила ќе го објавиме во некои стрекни времења, бидејќи одлично интервју. А сега не сте подготвени да слушате такви интервју. Значи 2 минути од Тома Фила на прашањето како луѓето се самоорганизираат и си ги бранат светите работи или работите кои им се важни. Тоа е градот, тоа е домот, тоа е семејството. Значи да не должам 3 минути или 2 минути Тома Фила. И да е дивна приказка, иначе ова
да пречинар става 2 маси и да донесе злато. За да намират не знам колку кила, 12 кила злато бараш. Тогаш и евреи, и нашите трговци, и чорбаджи, што велики овие другите, и сиротиња, дури рибарите ваде обетки од уши и бурми. Ставаја натре. И овој СС, иначе беше СС-овац, овој Baumgarten, и кога му се му капна солза од очи, кога виде дека од Свети Климент горе носат еден крст, огроман крст со сребро од озго, за да го клат на маса, да намире до тие 12 кила злато. И кога виде дека Литија оди со жените напред со попот, Тома Каваев некој поп, после губија партизани. И само да се сеќавам и мене, кога слеге тогаш и дури еден СС-овац му капна солза. И рече, ништо ова, не сакам да земиме, ова злато да се подели на сиротиња. Меѓутоа златото го мафна некој од партизаните и никогаш не беше поделено на сиротиња. Пред некој ден на трчање се враќам од Веро, ми снема дома џус од домата или џус од патлиџани, иначе кога комшијата вели дали не е добро здравството, дали здравството може да издржи. Знам дека ставаме преголем товар на здравството, бидејќи здравството во Република Македонија, кој и се друго во Република Македонија, го дели нивото или општиот просек кој постои во Република Македонија. Знаете, здравството не е толку добро, подобро или полошо од здравството во Хрватска, колку што е подобар Вардар или Шкенди од Динамо Загреб. Или здравството не е толку добро во споредено со Германија, колку што е разликата помеѓу Вардар и Шкендија и Бајерн Минхен. Не може здравството или сите други делови на нашиот систем да се подобри од германскиот, а ние ни економски, ни човечки, ни кадровски да бидеме полоши од Германија 10, 15 или 20 пати. Затоа немојте да ставате таков товар на здравството. Здравството прави толку колку што може Вардар Ми, кој игра со Бајерн Минхен, колку што можат нашите автобуси со германските автобуси, колку што можат нашите авиокомпании кои ги немаме со германските авиокомпании. Разликата помеѓу македонското и германското здравство е колку што е разликата помеѓу Македонија и Германија. Ако беше македонското здравство подобро од германското здравство, и Македонија ќе беше подобро од Германија. Немаше луѓето да не се селат у Германија, ќе останува тука. Германците ќе доаѓаат да работат во Република Македонија. За да не биде здравството подобро, не треба да окренем општиот просек. Значи, ние можеме да имаме поединечни случаи, да ни се јавува на 20 години Дарко Панчев, или да ни се јавува Горан Панлев, или не знам да ни се јавува Симон Трапчевски, така натаму, или Милчо Манчевски. Меѓутоа, ние немаме капацитет, почитувани гледачи, во една година или во една генерација 10 или 15 гении да добиеме и да ги истрпиме. Ние може би и да имаме, меѓутоа системот не може да ги финансира, не може да ги истрпи. За да може ние да конкурираме со останатите, да мораме да го креваме општиот просек, општиот имунитет на системот. Тогаш ќе можеме да го поставиме прашањето дали ни е добро здравството. Кога ќе ни биде све добро во државата, ќе биде и здравството добро, бидејќи што се финансира здравството од луѓето кои работат во Република Македонија, од фабриките, од нас, од нашите даноци. Ако ние работиме добро и све друго ќе биде добро, тоа е суштината. Затоа немојте да барате од здравството тоа што вие самите не може да го постигнете. Затоа јас многу сакам повеќе да разговарам почитувани гледачи за односот кон државата, отколку за одредени сегменти или делови на таа држава. Ние треба да го дефинираме нашиот однос кон државата. Јас тоа се обидов да го направам минатата емисија, кога кажав дека може би треба или е време да го следиме јапонскиот пример. На прво место е државата, па фамилијата, па вие како поединец. Кај нас е свртена пирамида. На прво место сте вие и вашата себичност. Ходите на одмор, ходите на оние шведски маси. Вие јадите кога да ви е последно јадење во животот. Вие не гледате дали ќе остане за некој друг. Или ходите на доручек во Банско. 10 јајца јадите. Гледате, тој однос, таа себичност, всушност треба да искорениме. Кога таа себичност ќе се надгради со незнаење, со дипломи кои сте ги купиле по Бугарија, сте ги добиле на овие приватни факултети. И тие дипломи не ви вредат ништо, бидејќи со тие дипломи вие не разликувате Иран од Ирак, не разликувате Јужна од Северна Кореја. Меѓутоа со тие дипломи вие сте експерти за се и сешто. Тие дипломи ќе си ги урамите, ќе си ги ставите дома и велите, видите, јас имам факултет завршено.
Јас можам да дебатирам за се и се што. Плюс сте прочитале 2-3 статии на некој ајдамак од Финска или некој ајдамак тамо, не знам, од Јужна Африка и мислите дека све знаете на одредени теми. Па дебатирате за геополитика, дебатирате за политика, дебатирате за коронавирус, за се и се што знаете. Еве примерот на името да го земеме. Сте емигрирале во Западна Европа. Не само што сте емигрирале во Западна Европа, вие бидете во Западна Европа и не се инкорпорирате во системот. Вие мрзите Западна Европа. Одите во Западна Европа и сте главни противници на ЕУ и на НАТО. Ми ако сте главни противници на ЕУ и на НАТО, што ноите во Белорусија, ќе ви биде поприродно. Тогаш на вистина ќе имате право да го мрзите ЕУ и НАТО, бидејќи сте во земја која е во конфликт со ЕУ и НАТО, која е била изолирана од ЕУ и НАТО. И не само тоа. Вие најмногу одите во Западна Европа или да бидете гастарбајтери со бугарски пасоши. Кога сте добиле бугарски пасоши, тамо сте пишеле дека до прво или до второ колено имате бугарски корени или по мајка или по татко. Кога ќе напишете дека имате бугарски корени, значи вие признавате дека имате бугарско потекло. Кога ќе признаете дека имате бугарско потекло, тоа значи ја потврдувате бугарската теза дека сме творба на Коминтерната и дека до 44-45 година сме биле сашти народ и дека после 45 година е формиран македонскиот народ. Меѓутоа, вие сте татуирани со Александар Македонски, со Вергини, купувате коли со бугарски таблички, сте главни патриоти. Вие го браните името. Само вие за Вардар навивате, никој друг не навива за Вардар. Најмногу викате за Вардар, најгласно врескате за Вардар. Овие други не се го веда, се северџани. Треба тамо во Преспа на Змискиот остров да се направи некој нов голи оток, па тамо сите да бидат затворени. Па во што се разликувате вие од тие северџани? Па тие прифатени несрекници да го сменат името, а вие претходно сте го направиле со бугарски пасоши. Чест на сите кои имале екзистенцијални проблеми и морале да земат бугарски пасоши. Меѓутоа, видите, може овие северџани имат такви исти финансиски проблеми, па затоа го сменили името. И гледате, таа структура на луѓе е најгласна. Таа е напикана во партиите. Тие се политички комесари, кои е политички комесари 45-та година, кога дојде после револуцијата на Тито, кога комунистите дојдоа на власт. Врска немаат од ништо, ама они одлучуваат за све, или тие одлучуваат за све. Тоа е проблемот на Македонија. Не е проблем македонското здравство, проблемот е на овие политички комесари, кои ништо не знаат, ни учеле, ни разбират, а најмногу знаат за работи за кои врска немаат. Тоа ќе уништи Република Македонија. Ден ќе завршила корона пандемија, ама со овие луѓе ние мака имаме 30 години, ќе ми наредни 30 години ако не ги елиминира, некој треба да им каже на тие луѓе, дечки, немојте више да ја браните Македонија. Немојте да ја заштитувате Македонија. Немојте името да го браните. Колку вие тоа повеќе го правите, ние толку повеќе заглавуваме во жива кал. Ај малку одморете. Немојте толку да ни помагате. Немојте како во Вицо Чичко не ме брани. Седнете малце на страна. Прочитете некоја книга. Погледнете некој филм. Поразговарате со паметен човек. Но кога одите да разговарате со паметен човек, немојте да одите и да му се правите паметни. Дека вие сте Ајнштајн. Дека цел мозок на светот е собран ке вас. Дека све знаете. Како велите, ти ли бе ке ми кажеш? Па тоа не беше така до пред 15-20 години. Интернетот ви е направи оваа штета. Вие не сте свесни колку долго време ќе треба да плаќате за таа штета која ви направи интернетот и политичките партии. Миодраг Зец, кој е еден од најинтелигентните луѓе на Балканскиот полуостров, тоа го нарекува одмазда на понављачите или на луѓето кои повторувале. Тоа ни се случува сега на Балканскиот полуостров. Ова е класична одмазда на луѓето кои биле слаби ученици, кои биле понављачи, преку политичките партии доште на власт и сега ни се мајка и татко и одлучуваат не само за нивните судбини, туку за судбините наши и на целата држава. Тешко таа држава, тие тенекиња, ако дојдат да одлучуваат за нашите судбини. Ние гледаме во која дупка сме напикани, како сме напикани, бидејќи тие луѓе сме им дали власт да не водат државата. Какви су наши политичари? Ако не треба uvesti princip jedan čovjek, jedan glas, ali treba uvesti princip jedan glas, jedna pljeskavica, pošto se podmićuju birači, za pljeskavicu on će glasati koga hoćeš. Rekao, to je jedini princip koji važi na Balkanu. Jedan čovjek, jedna pljeskavica. Вие имате, професор, една флоскула, дека ова што сега што ни се случува е освета И лоши човек. на лошите ученици, на понављачите. Дека ова се што ни се случува во Македонија, во Србија. Pa jest. Дека тоа е освета на лошите ученици, Pa jeste. на понављачите. Znači, vi imate sistem. Ako je sistem dobar,
on svakog pojedinca izvlači maksimum i ono kreativno. Zato su neki sistemi dugo trajali. Nešto je čovjek pojedinačno sposoban, ja to često govorim. Nije rimska legija jaka sama zato što je svaki Rimljanin jak, ne. Oni su jaki kao legija. Kad bi Sloven, kad bi German video rimskog vojnika samoga, 1 na 1, ne bi on tako dobro prošao. Međutim, kad je legija je prošla gde je došla. Bayern je prošao. Zvezda može imati vrhunski igrač, ali dobije od Bayerna 10 komada. Zato što nema ni ovo sistem, ono je sistem. Еве што предена недела изјави германската канцеларка или најмокната жена во Европа, се уште најмокната жена во Европа, госпоѓата Ангела Меркел, во своето прво директно телевизиско обраќање до германската публика во период од 15 години, колку што е прва жена на Германија или железна канцеларка или железна леди, та изјавува дека Германија поради пандемијата на коронавирус поминува низ најтешките времења уште од периодот на Втората светска војна. Значи, внимавајте, Германија сега со ова пандемија на коронавирус поминува низ најтешките времења од завршување на Втората светска војна. Што сака да каже Меркел? Ако сега Германија поминува низ најтешките времења, колку се тешки тие времења? Што таа знае повеќе од нас? Што сака да ни порача? Зашто не споредува или ја споредува сегашната ситуација со Втората светска војна? Дали сме ние во Трета светска војна? Дали е тоа некоја хибридна војна? Биолошка војна? Каде се движи светот? Зашто сите овие лидери така драматично ги доживуваат или ги презентираат овие работи? Таа вели дека 2/3 или 75% од германското население ќе биде заразено од коронавирусот. Еве и да предпоставиме дека тоа го кажува за да ги исплаши германците, за дополнително да ги дисциплинира. А што ако е точно? Што ако не 60 или 70%, околу 30 или 40% поминат низ некоја фаза на коронавирусот? Што ако навистина во Германија ова е најтежок период после Втората светска војна? Какви рефлексии ќе има тоа врз македонската економија? Па Германија е еден од најзначајните, најбитни трговски партнери на Република Македонија. Ако Германија поминува низ криза, низ каква све криза, ние ќе поминуваме. Што сака де факто да не порача Меркел? Дека за 1, 2, 3, 5, 10 месеци, една година ќе живееме во нов свет? Каков ќе биде тој свет? Тоа е суштината на оваа емисија. Во каков свет ние ќе живееме по завршување на оваа пандемија на коронавирусот? Сега веќе дефинитивно, почитувани гледачи, дека ние во моментот живееме во свет кои го сочинуваат две суперсили, тоа е Америка и Кина, и две големи сили, тоа е Европската унија и тоа е Русија. Тие 4 сили, од кои 2 се големи, 2 се суперсили, всушност ќе треба да направат некоја нова јалта. Ќе помине ова пандемија на коронавирусот. Може би има 2, може би има 3 вируси. Може би во тек е биолошка војна за која ние не знаеме. Гинат луѓе, се заразуваат луѓе, крахират економии. Видите, тоа се случува во ситуации или во услови на војна. Такви драматични падови на берзата, отпуштање од работа, ефекти кои ќе се чувствуваат во наредните неколку години се резултат на големи војни. Помина времето кога војните се воделе со тенкови, со хеликоптери. Сега се овие хибридни војни. Ние некој вела дека сме веќе 10 години во некој фази на хибридни војни. И светот ќе заврши со тие војни, ќе има некоја нова јалта. На таа нова јалта ќе се подели светот, ќе се подела зони на интереси, зони на влијание. Ќе треба да одбериме дали сме со американците или сме со кинезите. Ако одбериме дека сме со кинезите, ако погодиме, ќе биде добро за нас. Ако одбериме дека сме со кинезите и промашиме, ќе биде лошо за нас. Сега ќе биде клучно нашите елити да донесат вистинска одлука. Што ќе се случи со светот во наредниот период? Дали ќе постои НАТО? Ќе има ли потреба од НАТО? Дали ќе постои Европската унија? Дали Европската унија ќе може ова да го издржи? Што ќе се случи во Америка? Дали ќе победи или ќе изгуби Доналд Трамп? Каква ќе биде политиката на Америка кон Европа? Што ќе се случува во Русија? Дали Путин ја ослабил или ја зајакнал својата власт? И што ќе се случува во Кина, знаете? Кина ни е енигма. Кина ни е непознаница. Тие градат некои мостови низ морето кои се долги 500 километри, 5000 километри, прават светски чуда. Гледате и во технологијата и во техника да ги помине американците и сите останати. Зостанува дел на оружје, дел на семирска технологија и одредени други работи. Меѓутоа во делот на технологијата се земја број 1, во делот на бројноста се земја број 1. Меѓутоа таа Кина не може да натера 1000 до 2000, 5000 будали на своја територија да не јадат глувци, да не јадат мачки, да не јадат кучиња, да не јадат лилјаци. Таа Кина
цивилизацијски не припаѓа ке нас. Ако ние треба да бидеме со Кина, замислите една држава од 1,4 милиарди. И тамо во Вухан има 100 будали кои едат лилјаци. Па тие секоја година ќе ни прават по еден коронавирус. Ако одбериме да сме со Америка и изгуби Доналд Трамп, тоа ќе има една ситуација. Ако победи Доналд Трамп, веројатно ќе влезе во процес на разговори, преговори со Русија, со Кина, со Европската унија. Тоа што ние треба да го направиме во овој период, почитувани гледачи, е прв пат вистински да одбереме во кој правец сакаме да се движиме. Не со емоции, туку со рацио, со разум, да знаеме што сакаме, да знаеме каде одиме, да знаеме дека таа одлука што ќе донесеме ќе платиме одредена цена. Платили Заев, платили Груевски, платили Ѓоргиевски, платили Бучковски, платили Царенковски, некој бил подобар, некој бил полош политичар, некој бил помал предавник, некој бил поголем предавник, некој помалку крадел, некој повеќе крадел, меѓутоа сите платели одредена политичка цена. Сега работата да направиме вистински избор и да знаеме со кого сме. Со Кина сме, со Америка сме, со ЕУ сме, со Русија сме. И да не промашиме. Ако промашиме, мислам дека тоа промашување ќе ни ја запечати судбината на еден дол крок. Значи, по завршување на ова пандемија со коронавирус треба да седнеме, да седнат политичките елити, да го информират граѓанството, да добијат подршка од граѓанството, да презентират одредена стратегија и да одлучиме кој правец ќе фатиме. Она фаза дека ние сме во време на Јосип Броз Тито и сите балкански лидери всушност патат од синдромот на Јосип Броз Тито. Знаете, ние даваме жмигавец десно и вртиме лево. И во еден временски период ќе ги лажиме и русите и американците. Тоа што Вучи сега со биде да го прави Србија, помина тоа време. Нема давање жмигавец десно и вртење лево. Ако даваш жмигавец десно, вртиш десно. Ако не некоја само ходка ќе те прегази и нема да остане од тебе ни ламарина. Затоа сега е клучно да донесеме добра одлука, да знаеме зашто носиме таа одлука, и ако ја донесеме одлуката, да останеме на таа одлука. Не да менуваме на 3 на 6 месеци, не знам, ќе дувни вако ветер или ќе дувни онако ветер, и ние сега менуваме одлуката. Сега, после ова со коронавирусот и ова криза финансиска, низ која ќе поминиме, после ова што се случува сега со пандемијата, ние ќе мораме да донесеме вистинска одлука во интерес на граѓаните и во интерес на Република Македонија. Во каков свет ќе живееме? Можни се две разврски, почитувани гледачи. Првата разврска или првата фаза или првата стратегија е ние да влеземе во еден технолошки комунизам, кај што вештачката интелигенција ќе го замени човекот. Вие ќе седите дома, човекот ќе седи дома, ќе работи од дома, а во фабриките ќе работат роботите. Во таква фаза сите тие инвестирање во наоружување, во вооружување ќе бидат искоренети, нема да се инвестира во оружје, во вооружување, во нуклеарни бомби, ќе се инвестира во вештачка интелигенција, ќе се инвестира во технологија. Тоа е фаза на технолошки комунизам. Кога роботот ќе го замени човекот, кога ќе влеземе во една сосема нова фаза. Во таа нова фаза вие ќе седите дома, ќе учите дома, ќе комуницирате со пријателите од дома, ќе станете на некој начин интернет луѓе. Преку интернет ќе правите рогендени, преку интернет ќе се дружите, нема вируси да споделувате помеѓу вас. Преку интернет ќе честитате, не знам, годишници на брак и така натаму и така натаму. Во фабрики нема да одите, во фабриките ќе бидат или мигрантите или овие роботи, технолошка револуција или технолошки комунизам. Тоа е првата фаза. И втората фаза која е различна од оваа прва фаза, која нареков нели технолошки комунизам, кога една светска влада со цел свет, се рушат тие традиционални граници. Не постојат граници помеѓу луѓето, сите се една влада ги води, работат под команди на една влада, а тоа е да се смени крвотокот во одредени економии. Да останат традиционалните форми на државно уредување, државите да не пропаднат, да не постои една влада, да постојат многу влади, да обстои можеби Европското унија, така натаму, меѓутоа да се смени крвотокот. И тоа веројатно се обидува да го направат со ова мигрантите. Кога доаѓаат мигрантите, или кога има најава за доаѓање на мигранти, тоа што се прави поради две работи. Како прво, им треба на Европа работна сила и како второ имат намален наталитет. Ке немаат луѓе за 10 или 15 години кои ќе може да работи. Значи, ако не влеземе во технолошки комунизам, ќе треба некој да работи во фабриките. Германците не работат, германките не раѓаат деца. И да сака да родат, нема кој да им ги направи. Бидејќи овие помина или во педерастија, или во разни други настраности, нема кој да им направи деца. Доаѓањето на мигрантите значи две работи. Колку и да тоа ви звучи грубо, знаете. Ова не е некоја сексуална, тука е многу реална економска анализа. Доаѓањето на мигрантите во Германија, а посебно што фрау Меркел одбира све што е најпаметно од мигрантите, им проверува дали има пломба на забите, дали се образовани, каде може да ги користи, дали се машински инженери, техничари, доктори, така натаму. Значи, ова мигрантска наезда
на Западна Европа ќе им помогни да имат прво луѓе кои ќе им работат по фабриките, кои ќе им ги работат тие валкани работи што германците сега не сакат да ги работат и да почне да се зголемува наталитетот, за да не останат да бидат се 80 или 85 годишни во Германија. Достигне Германија да има фабрики, да има потрошувачка маса, а да нема кој тоа да го произведе, знаете. Можете ли да предпоставите што се случува во една држава ако во период од 10 години животниот век на населението се зголеми од 80 на 82, просечен животен век, до 82 или 85 години. Значи 5 години 1 милион или 2 милиони германци ќе добиват повеќе пензија. Значи, ако 2 милиони германци 5 години добиват повеќе пензија како резултат на просечно зголемение од животен век, можете ли да предпоставите кој товар е тоа врз германскиот, врз британскиот, врз американскиот буџет, врз кинескиот сигурно нема да биде, пошто нема така големи пензии. Не може да крахира кинескиот систем, но може да крахира германскиот, британскиот и така натаму, и затоа влагат помалку во тие дарвинистички теории. И многу ми насмета дека ова сега што се случува со пандемијата на короната може би да значи мало олеснување на нивните пензиски системи. Гледате, овие заразени или ризични категории се постарите членови на заедницата или постарите возрастни и така натаму, кои вршат притисок врз буџетот, посебно врз пензиските фондови. Значи тоа се двете фази, или технолошки комунизам, или менување на крвотокот на европските, посебно европските држави со овие мигрантски кризи. Да успеат да го зголемат наталитетот, да имат работоспособно население, да може производството да оди напред. Тоа се двете фази. Во поранешна Југославија служевме воен рок. Денес машките се хомосексуалци. Тако е. Не излегуваат, седат покрај интернет, девојките место да чуваат деца, шетаат кучиња, се сменија вредностите. Истина. Се сменија вредностите, станавме едно, како да речем, општество и друштво кое што нема морални вредности. Тако е. А тоа е било намерно направено. И у Словенiji, јас сам бил против тога да се не служи војни рок. И ми, наша партија ради на томе да ćemo поновно, гурамо то да се поново уведе обавезно служење војног рока. Jer muškarci danas nisu više muškarci. To su neki, ne znam šta, neki beskičmenjaki kojeg ne interesiraju žene, kojih interesira ili telefon, ili pederi, ili tako nešto. Sve se raspada. I mogu da kažem da su čak majke meni govore, bilo bi izuzetno dobro da moji sinovi, moj sin ide da služi armiju, jer bi postao čovjek. A ovako... Би станал маш, така велевме, нели? Кога ќе дојдеш да служиш војска, веќе си здрел и спремен за женење. Тако е. Стануваш маш или мушкарец, што се вели. А данас šta se dešava? Ženi se muškarac sa muškarcem. Pa kad se pogleda u Luksemburgu, onaj predsjednik vlade Luksemburga ima svog muža. Sad ne znaš ko je žena, ko je muž i robo su muškarci. Mislim, to je da padneš u nesvest. A ima jedan štos, ne? Da su pederi, homoseksualci su 8. čudo sveta. Не размножавају се, али има их више и више. И мислите дека овие работи не ги знае Брисел? Мислите дека овие анализи не ги прави Брисел? Па Брисел многу подобро ги знае овие работи, отколку што ги знаеме јас и вие. Ако сме дошле во фаза јас и вие тоа да го анализираме, сигурно структурите на Брисел, во Германија, во Франција тоа го знаат. Тие живеат со тие проблеми. Тие ги прават тие математики, тие ги прават тие анализи, тие пресметки, врз база на тие анализи на тие пресметки, тие се обидуваат да спасат што може да се спаси. Такви конгломерати како што е Европската унија, како што е НАТО, се први на удар на сите политички и економски кризи. Значи, дали светот ќе оди во еден или во друг правец, ќе зависи од тоа дали ќе се опстои или ќе се задржи НАТО и Европската унија. Ако крахират НАТО и Европската унија, тогаш идеме во еден правец. Ако останат НАТО и Европската унија, тогаш одиме во еден сосема друг правец. Тоа е конфликт на двете големи суперсили и на овие две големи сили. Тоа е Кина и Америка кои две големи суперсили, тоа е Германија и Русија кои две големи сили. Тој конфликт постои изминатите неколку години, тој конфликт ескалира наредните неколку години. По 3 или 4 години светот ќе е многу поразличен од тоа што денес го живееме. Тоа е суштината на оваа емисија. Во каков свет ќе живееме? Ќе видиме за 2 или за 3 години. Јас се обидувам само да ве натерам да размислувате, да гледате понатаму од планината,
da gledate što se slučava tamo, po jedna, po dve ili po tri planine, da vidite što se slučava podzemno, nadzemno i tako na tomu. Сега не е баш време тоа да го кажуваме и да го отвараме сите карти до крај, меѓутоа доволно е дојдено време, барем малку да ги отвориме картите, да почнеме да се подготвуваме, да размислуваме што ќе правиме по завршување на нова пандемија со коронавирусот. Тоа е суштината на оваа емисија. И што правиме во ситуација ако Трамп ги изгуби изборите во Америка? Ако се ова што се прави е Трамп да ги изгуби изборите во Америка. Ако не е цел на нападот Кина, ако не е цел на нападот Европската унија или не е цел на нападот Русија, туку е тоа кој ќе биде прв човек на Соединетите американски држави. Гледате, длабоката држава најмногу функционираше преку Европската унија, преку Брисел и преку Лондон. Трамп функционира на еден друг начин. Смета дека не треба да постојат НАТО и Европската унија. Што ако целта на се што сега се случува е рушење на Доналд Трамп? И што ако Трамп ги добие или што ако Трамп ги изгуби изборите во Соединетите американски држави? Гледате, ако се конфронтира две големи суперсили, и ако една голема суперсила излези како победник, а тоа е Кина, ќе се изгуби повторно балансот, кој беше изгубен по завршување на студената војна. Многу е битно во светот да постои баланс. Тој баланс да биде состан 4, 5, 6 држави, да може да се договарат помеѓу себе, да направат нова Јалта и светот да влезе во еден период на една мирна коегзистенција, како што се велеше во времето на Јосип Броз Тито. Тоа е клучно сега. Ако се направи повторно дисбаланс во корис на Америка или во корис на Кина, тоа ќе биде лошо за светот, бидејќи ние гледаме што значи кога постои само една суперсила, прави што сака, бомбардира што сака, каде сака, шарени револуции, хибридни војни, вируси, што ли не. Замислите сега Кина да биде единствена суперсила. Исто ќе се однесува Кина како што се однесува сега? Океј, може би тоа нема да го прави за една или за 2 години, ама ќе го прави за 10 години. Оние има таа конфуцијанска филозофија и прават работите поспоро, бидејќи времето работи за нив, бројноста е на нивна страна. Меѓутоа, многу е битно светот да има рамнотежа. Таа рамнотежа да ја сочини од Америка, Кина, да постои Европската унија и да биде силна Русија. Со Путин или без Путин не е битно да биде силна Русија. Со Трамп или без Трамп не е битно да биде силна Америка, но сменета Америка, а не да биде светски джандар. Мислам дека сега полека се движиме во тој правец. Нема да имаме апсолутен победник, нема да имаме ни апсолутен губитник, туку светот ќе направи на нова прераспределба. Бидејќи после секоја војна се прави нова прераспределба. Има Јалта, има Париска мировна конференција и секоја војна почнува, дали е таа биолошка, дали е прва, дали е втора светска војна, дали е сегашна некоја трета светска војна, почнува за територии. Јас снимав со Арбен Џафери во текот на 2001 година. Снимавме дека се гранатираше во Тетово. И тогаш го дава на легендарно интервју кај што вели: нема војна за човекови права. Војни се водат за територии и за богатство. Али Ахмете тоа никош не му го прости на Арбен Џафери. Да, војни се водат за територии и за прераспределба на богатство. И ова што сега се случува еден вид на војна се води за територии и за прераспределба на богатство. Кој ќе победи? Каква ќе биде новата рамнотежа? Ќе видиме на некоја Јалта број 2. Минатата емисија направи вистински бум, почитувани гледачи. Јас не очекував такви реакции. Беа спомнати 3 фирми: Оркаспорт или Орце Камчев, Алкалоид и Силјан Ницевски. Две од тие 3 фирми после таа емисија, тоа е наша заедничка победа. Тоа е ваша и моја победа, бидејќи направивме една општествена акција. Две од тие 3 фирми донираа пари. Алкалоид донираше 200.000 евра, Оркаспорт донираше 325.000 евра. Значи се можело, кога заеднички ние кои го креираме јавното мислење и вие кој јавно мислење делуваме, функционираме, не сме купени, не сме исплашени, можеме вистината да кажуваме во очи, можеме на секој да му кажеме тоа што мислиме, бидејќи не зависиме од него, тогаш може да се прават одредени акции. Мислам дека е дојдено време вистински луѓе во Република Македонија да бидат на вистински места. Ако вистински луѓе во Република Македонија бидат на вистински места, ги поставуваат вистинските прашања на начин како што заслужува македонската јавност, тогаш можеме да направиме многу работи, можеме планина да симнеме што се вели. Не Оркаспорт, не Алкалоид, треба таа акција да ја продолжиме. Треба да ги проземе сите фирми кои се богатели на грбот на македонскиот граѓанин. Ако вистински ги поставуваме сите тие прашања, ако воспоставиме одредена енергија, јас како човек кој го креира јавното мислење, многумина ко мене кои го креират јавното мислење и вие како јавно мислење, тогаш можеме да ги принудиме тајкуните да работат во интерес на Република Македонија, да работат во интерес на граѓаните, а не само во интерес на својот џеп. Zato je potrebno širiti svest i treba razgovarati sa ljudima koji isto razmišljaju. Evo recimo sada neki Makedonac gleda ovo, građanin Makedonije i kaže: ok, ovo što Malogurski priča je tačno, ima smisla, slažem se i šta sad ja radim?
To je veliko pitanje. Šta sad on kao pojedinac može da uradi? Može da razgovara sa ljudima i da nađe ljude koji slično razmišljaju i sa njima da se udružuje. Ja volim da navedem primjer, sad zamislite vi da ste na Titaniku, vidite da će brod da potone, a vi umete da pravite čamce za spasavanje. Znate kojim putem treba da idete. I popnete se neko uzvišenje i kažete, ljudi, Titanik će da potone, ko će da mi se pridruži da pravimo čamce da se spasimo? Nećete na 3 vrste ljudi. Prva vrsta ljudi pogubljena skroz. Šta? Brod? Ne znaju gde su. Druga vrsta ljudi će kaže, nemoguće. Titanik ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kažu, pravo si, hajde da pravimo čamce da se spasimo. Moje pitanje svima vama, s kojom grupom ćete da sarađujete? Sarađujte sa trećom grupom i pravite pozitivan primer i ljudi će vam se pridružiti. I ja tu volim da navedem priču o kritičnoj masi. Naučnici su želeli da otkriju koliko je potrebno vremena na nekom prostoru da se obnovi život nakon što detonira atomska bomba. I odveli su 10.000 majmuna na jedno ostrvo u Pacifiku godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I otkrili su se da radioaktivnost nije pretjerano zadržala u vazduhu, ali su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha koje su majmuni koristili za ishranu. I od tih 10.000 majmuna uzeli su 10 majmuna i naučili kako da peru kokos u obližnjem potoku pre nego što ga otvore. I u početku je to radilo 10 majmuna, pa su drugi videli, pa je to radilo 20, pa 30, pa 40, pa 50, 60. Ali zanimljiva stvar se desila, kada je 100. majmun počeo da pere kokosov orah u potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. Тук се случува со нас. Гледате, почитувани гледачи, ние сме еден вид на експеримент, не ние. Да сметам дека тоа се случува само во Република Македонија, и во Бугарија, и во Србија, во Косово, посебно во Албанија, во Босна. Ние сме еден вид на експеримент. Нашите држави се оставени во рацете на мафијата. Мафијата нема капацитет да ја штити државата. Напротив, мафијата функционира така што ја уништува државата. Ја разорува државата однатре, како свинска тенија сте ја голтнале, и од ден на ден расте се поголема, станува се поголема, има се поголеми потреби и уништува на крај државата. И всушност ние сега во една таква фаза, кога мафијата ја разградува државата. Тоа не се случува сега, се случува изминатите 10, 15, 20, 30 години, ембарга, санкции, Скопје 2014, марихуани, трошење на пари кои ќе се трошат сега за пандемијата и така натаму. Таа мафија, таа не е мафија која убива по чикашките улици. Тоа не е мафија која дила дрога. Да, има и такви. Но тоа се само оние мафии кои ние ги гледаме. Овие се софистицирани форми на мафијата, која зграпчува државата, ја цица државата, кој паразитите се закачуваат на државата и на крај уништува државата. Се плашам дека ако не се направи некој модел, ако брзо не заврши целата ова криза, ако големите сили не се договорат дека ние, овие мали балкански држави, ќе бидеме главни жртви на тие наши домашни собствени мафии, кои како паразити ќе ни исцицат крвта, ќе ни го исцицат капиталот и подоцна ќе нафрлат како искористена крпа. Што е нашиот проблем? Што сме ние таа прва линија на огнот, како што каже поранешно државен секретар или министар за надворешни работи на Соединетите американски држави. Тука поминува таа железничка пруга од Будимпешта до Атина и тука завршува патот на свилата. Завршува во Трст, бидејќи како вели адмиралот Давор Домагој Пршо, Трст и Јадранското море најдлабоко влегува во територијата или копнениот дел на Европа и затоа е многу битно тој пат на свилата да заврши тама. И кога ние се наоѓаме на таа раскрцница, на тој морски пат на свилата, на тој железнички, на тој сувоземен пат на свилата, тогаш нормално и тука да се случуваат конфликти. И ние ќе треба да бидеме паметни, да видиме како да излеземе од тие конфликти. Ако не знаеме да излеземе од тие конфликти, по товарот на тие конфликти, ние ќе се распаднеме како држава. Иако треба да кажам мојот став, знаете, почитувани гледачи, мене не ми се допаѓа тоа што го прави Америка. Хибридни војни, шарени револуции, Сорос, мигранти. Јас го кревам гласот против тоа. И јас сум борец против тоа. Јас не се согласувам со таква политика. Од друга страна, не се согласувам ни со политиката на Кина, ни со политиката на Русија. Може би ќе речите, сум останал времето на Јосип Броз Тито, па сметам дека треба да бидеме дел на движењето на наврзаните. Не, тоа време е завршено, архивирано и минато свршено време. Никогаш нема да се врати, никогаш нема да се повтори. Но, ако имаме критички однос кон политиката на Сорос, на Америка, на длабоката држава, па дели на структурите на Доналд Трамп, тогаш не можеме да немаме критички однос кон Кина или кон Русија. И ова замена на тези, мене многу ми смета. Кина ни дала или ќе ни поклони или поклонена на Италија 200 респиратори. Тама Кина даде 5000 мртви или 8000 мртви во Италија. Тие луѓе не загина, не умреа поради Америка.
или поради Јужна Африка, или поради Аргентина, умира поради Кина, кој не можеше или не сакаше да се справи со коронавирусот. Затоа секакво заменување на тези за мене е неприфатливо. Ако Америка води штетна политика, и ја критикуваме Америка поради таа штетна политика, сега нема да ги креваме во небото или да правиме приказни, да правиме фешти околу улогата на Кина. Еве Кина го поразила коронавирусот, не Кина го создаде коронавирусот. Бидејќи некој будала во Вухан јадел лилјак. Така е настанат коронавирусот. Дали претходно е правен во некој лабораторија ќе покажат истрагите теориите на заговор кои ќе генерализираме во наредните 5-6 години така натаму и така натаму. Меѓутоа Кина е виновна за сите овие луѓе кои умреа поради коронавирусот. Точка. Не можете да правите замена на тези. Не може 1 или 5000 човечки животи се заменат со 200 респираторни апарати. Еве Европската унија не ни давала респираторни апарати, ама Кина ќе ни дадела. Види богати. А тоа што ќе не крахира на економијата, тоа што ќе не останат 30.000 луѓе без работа, тоа што не ќе можеме да крениме глава наредни 3 или 4 години, тоа е адекватно на цената на 100 на 200 респираторни апарати, затоа немојте да правите замена на тезите. И ако веќе сте критични кон Америка, како што сум јас, ќе бидете критични кон Кина. Тоа е тоа. Подеднакво кон сите. Како ги критикуваме едните, така и другите. Така ќе задржиме објективноста. Кога ќе задржиме објективноста, ќе знаеме логички да размислуваме. Кога ќе знаеме логички да размислуваме, ќе носиме логични одлуки. Кога ќе носиме логични одлуки, ќе носиме одлуки во интерес на Република Македонија. Тоа е суштината на целиот процес. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Се гледаме во недела во 22 часот. Се надевам во многу подобро расположение од тоа што сме сега. Со многу поголем оптимизам. Во недела во 22 часот сакам да ви соопштам, или ќе сакам да ви соопштам дека се гледа крајот на кризата. Се надам дека ќе имам такви вести. Ќе ми биде тешко да ви кажам дека кризата се продлабочува, бидејќи тоа никој не го сака во Република Македонија. Јас сум склон на оние теории на заговор. Верувам дека светот и функционира на теории на заговор, дека теориите на заговор се всушност само некое предупредување на тоа што ќе следи во светот. Сега се откажувам од тие теории на заговор, бидејќи сметам дека е клучно да ве успокојам, да ве смирам, да ви дадам благовремени информации, да ви дадам информации кои ќе може да ви послужат да носите рационални одлуки, бидејќи такво е времето. Кучешко време, знаете, ќе излезете навечер на балкон, само кучиња слушате. Една тишина која ве заморува, која ве убива, кој ве онеспокојува, обично тишината смирува, тишина сега не вознемирува, гледате полициски час и така натаму. Само броиме колку се заразени, дали има мртви, дали нема мртви, колку се спасиле, колку не се спасиле, дали сме виделе на пазарче едно или на пазарче друго луѓе без маска, се шетали не се. Гледате една општа психоза на сраф, на една нелагода, на одредено кучешко време. И тоа треба да заврши. Се надам дека идната недела, значи во недела од 22 часот, ќе можам да ви соопштам позитивни вести. Ако не во недела во четврток од 22 часот, ако не во наредната недела од 22 часот, ова еднаш мора да заврши, да продолжиме нормално да живееме. Колку поскоро, толку подобро за нас. Недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си, држете се, чувајте се и со Господ напред.